Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојавте во уште едно издание. Јаде урек на ТВ Сонце вечерва имаме гостин во студио. Тоа е Јулијана Накова Гапо. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, фала на поканата. Вие сте директор, раководител на СОС Детско село и би сакал вечерва во емисијата малку повеќе и поблиску да се запознаеме. Знаете зошто? Не сте од вчера, као институција, работите многу, но често пати гледам на телевизија која ќе излезете и идете сегментирано. Значи, или е конкретна акција, или е некој настан посебен, или е некаков интернационален ден и така натаму. Ја би сакал денеска слободно да бидеме малку и обширни и малку повеќе да се запознаеме со концептот на СОС Детско село. Би сакал, ја останав класично неинформиран и би бил благодарен ако ми информирате малку поподробно околу целиот концепт на СОС Детско село и незината мисија. Благодарам, Јанко. Значи, ќе имам доволно простор да ја раскажам нашата приказна. Меѓутоа, за да тоа го направам, ќе морам да почнам многу одавна, односно пред 70 години, кога започнала цела оваа приказна со концептот на детско село. Тоа е всушност, бидејќи ова е организација која што потекнува од Австрија, после Втората светска војна, значи 49-та во Тирол, во Австрија, основачот на оваа организација, Херман Мајнер, видел дека многу мајки во едно село, односно во повеќе села во таа област, ги изгубиле своите деца, а многу деца останале без родители. И така да во тој период тој всушност дошол на идеја како мајките кои што нели останале без своите деца, без своите синови, без своите мажи, всушност да им најде цел повторно да ги вклучи во неговата мисија, а децата всушност кои што останале без родители да им најде топол дом. И така ја раскажувал својата приказна на разни начини и одеднаш почнал да добива писма за поддршка, многу граѓани и некои филантропи, индивидуалци се одлучиле да му помогнат и се направиле првите неколку куќи во кои што се згрижеле деца без родители, значи сирачња. Моето подпрашање е само на ово. Значи, ние како цивилизација подобро или полошо сме имале домови за сираци и така натаму. Што било различно во неговиот концепт? Нели, да, ја промовирал како идеја. Така. Што е суштината на разликата и апгрейдот на концептот и тогаш пред 70 години, а и денес, значи специфичноста на СОС Детско село е во тоа што средината во која што се згрижуваат децата е многу блиска на семејната средина. Значи тие се згрижуваат во индивидуални куќи, кај што живеат по 5-6 дечиња со еден родител, односно мајка згрижувач кој што символизира родител и двајца родители, што е многу различно од институции. Бидејќи знаеме дека во институциите грижата е колективна, се организира на поеднаков начин и резултатот од таквиот начин на згрижување на деца за жал се покажало низ годините дека и не е добар, нели, бидејќи е многу сличен дури на оној затворски живот, бидејќи има многу правила, грижата нели на поинаков начин се одвива, нема лице кон кое што децата можат емотивно да се поврзат. Така да овој концепт одеднашка се покажал како доста успешен и така од тоа прво детско село во тоа селце Имс во Австрија, идејата први понатаму ја прифатиле Германија, Франција, Италија, значи некаде 55-та, па после 60-та се расширила приказната во Азија, 70-тите во Африка, за да денес во 136 земји во светот всушност постојат организации СОС Детско село, 570 села низ цел свет каде што се згрижуваат деца и до сега се поддржани околу 4 милиони деца без родители и родителска грижа и деца во социјални ризици од нашава организација. Ова се импресивни бројки, морам да кажам. Знам дека онака вие како раководител нели ги знаете, но еве јас се соочувам со нив прв пат и навистина импресивно и од една страна прекрасно и од друга страна трагично е за нашава цивилизација. Ова е
поразителни бројки. Уште поголема е бројката дека во моментот се проценува дека 220 милиони деца у светот им треба некаква помош. Ај вака уште малце за структурата ме интересира. Кога вие ги организирате ова, извинете се, ја не знам подобар збор, ама како франшиза ми делува, концепт кој го спроведувате во повеќе земји. Да, ние сме дел од членки на една интернационална мрежа всушност, која што, како што спомена, во 136 земји во светот и овде во регионот наш, и во Балкански, и пошироко, значи секаде. И во Косово, во Србија, во Босна, во Бугарија, во Албанија, во Хрватска, во Словенија и во Македонија. Значи овде само во близина, само во Црна Гора нема. Значи како членка имаш одредени права и одредени обврски во таа мрежа. Всушност главната задача, нели, мисијата на оваа организација всушност е да обезбедиме што повеќе деца да имаат топол дом, љубов и грижа и што повеќе семејства кои што се во силни социјални ризици, како да им помогнеме за да децата останат во нивните биолошки семејства, за да на крај ниту едно дете да не расте само. Че тоа е накратко вака приказната на нашата мисија, на нашата работа. И во Македонија од Австрија дошла SOS Kinderdorf International, така се вика на германски, тука кај нас, и 97 со нашата влада преговарале, подпишале договор. Меѓутоа, нели, работите споро одат, па првото детското село всушност во Ченто, кое што се наоѓа, отворено е 2002 година. И 2002 година едно дете било згрижено и колку што знам приказната цела година едно дете имало само во целиот комплекс кој што всушност имал капацитет за 85 деца. Меѓутоа се што е ново, знаете, секогаш има малку предизвици, па така да требало малку време најверојатно со министерството да се дофинализираат тие преговори и правила за тоа како ќе се згрижуваат децата, бидејќи бил необичен концептот и тоа траело повеќе време. Веќе 2005 година, кога детското село, односно тие 14-13 семејства се пополнуваат, значи веќе работи со полн капацитет, се прави официјалното отварање. Бранко Црвенковски, тогашниот председател, официјално го отвара селото со представници од Kinderdorf International. И така, всушност, влегува таа приказна овде кај нас во Македонија. Вие сте раководител уште од тогаш или? Не, јас сум од 2009, значи ова ми е некаде, како му доаѓа, 12-та година. Кога SOS детско село доаѓа во една земја, доаѓа само како NGO, како организација или доаѓа со инвестиција, или тоа е значи инфраструктурата, градењето, да, или овозможувањето на инфраструктура е потребно во ова и тоа е сериозно вложување. Па да, тоа се сериозни инвестиции. Сега, како е концептот или тоа од земја до земја варира? Па, сега видите, зависи и во кој регион. Знаете, во Африка е поинаков пристапот, нели? Отколку да речеме овдека кај нас на Балканот или така натаму, меѓутоа во секој случај тоа се сериозни инвестиции, која што оваа организација ги прави во секоја земја, бидејќи таа сака да исполни својата мисија и таа вели ние сакаме да ви помогнеме вие во вашата држава на подобар начин да се грижите за децата на кои што им треба, на повеќе деца да можете да им помогнете и тоа на начин како што секој дете заслужува. Значи, не во дом, не таму каде што течат крововите, не со искршени прозорци, не да ги сожалуваме тие децата па да помогнеме од сожалување, туку така како што секое дете заслужува. Бидејќи овој концепт уствари покажува една успешна приказна, значи како треба сите ние, всушност, не само за нашите деца, него сите оние нели кои што немаат еднаква можност. Тие, значи, го градат SOS детското село, значи тоа се, сега не можам точно, меѓутоа сигурно тоа мислам дека е околу 2 милиона сигурно инвестиција, само градбата. Тоа се 17 објекти, од кои што се 12-13 каде што може да се згрижуваат семејства, и тука има некои административни објекти, сала за децата и така натаму.
Понатаму, значи, нешто што исто така многу значајно, што тие овозможуваат инвестиција во кадар. Значи, тоа е многу важно, бидејќи организацијата дава поддршка да вработените да се обучат како да работат со децата, со какви методологии и така натаму, но исто така како да ги исполнуваат сите стандарди кои што ги очекува оваа организација да ги исполниш. Значи, не е доволно само оние социјални работници кои стандардно ги имаме ние кај нас, туку бара една дополнителна обука за еден поинаков пристап. Па да. Тоа сакате да ми кажете? Да. Што е разликата во пристапот од, например, социјалните работници, бидејќи вие создавате, не велам паралелен систем, туку надополнување и подобрување на системот и со вашето постоење вие видливо е влијанието и како беа домовите како функционира, еве, например, диспензирањето на домот за деца без родители, кои благодарејќи на вашиот концепт, мислам дека се растури тоа да бидат помали семејства, а не онака интернатски сите во една. Да, институционално. Јас сум бил инволвиран во тоа и морам искрено да кажам, ја кога носам од трауми од тоа што сум го видел, можам да замислам само што е неспоредливо за мене, децата како живееле тоа и како биле третирани од воспитувачи и така натаму. Но мислам дека токму тоа што вие постоите, на некој начин доаѓа до тоа изменување на тој пристап. На фотографијата убаво се гледа и често пати сме виделе на медиум, тоа изгледа навистина како едно убаво село и така натаму и така натаму. Дали и со блупринти идете, со планови конкретно и така натаму? Како е тоа, еве, велите различно секако спрема можностите на една земја и ова е голема пофалба за Македонија, каде што имаме семејства кои едва и преживуваат. Вие направивте едно, навистина може да се признае дека е прекрасен амбиент за растење на фамилија. Но, да се вратиме на кадарот. Што е потребно да помине тој кадар за да може да функционира во СОС детско село? Па тоа се првенствено одредени обуки кои што мора да ги помине вработениот. Значи, обуки за одредени методологии кои што значат работа со деца, да речеме, со кои што имаат нарушено поведение, деца кои што имаат одредени трауми, бидејќи поголемиот дел од децата кои што доаѓаат тука, значи носат со себе голем број на трауми. Понатаму на многу висок приоритет кај нас во нашата организација, значи сигурноста на децата. Значи мора секој да помине одредена обука за, ние викаме, политика за заштита на деца, која што значи нула толеранција на насилство. Значи имаме ние посебни протоколи кои што кажуваат што треба да се направи во случај било кој вработен дете, некој надворешен соработник да забележи дека на некаков начин некое дете е загрозено, значи физички, психички, на било каков начин, нели, дека имаме протоколи посебни како тоа треба да се пријави, што треба да се постапи, како детето да се обезбеди во сигурна средина. Така да концептов полека, да речеме, можеби се приближува кон она што ние сакаме како општество да идеме, како што рековте вие кај нас во изминативе 2-3 години, две посебно, интензивно се случуваше тој процес на деинституционализација. Значи да се затворат големите установи за да можат децата да живеат во средина во која што ќе се чувствуваат поприродно. Значи некоја средина која што е блиска до семејната средина. Често сум се прашувал, например, кон ништо друго, барем од современата поп култура, гледаме семејства како згрижуваат повеќе деца и тоа не е нешто ново кај нас, но некако тоа беше како дополнително. Ја сигурно би требало со Министерство за труд и социјала малце подробно, бидејќи не ги знам сите концепти, но на Запад е прилично расширено тоа. Не сум сретнал детски села, но сум сретнал фамилии кои згрижувачки семејства. Згрижувачки. Зборам од деца оставени до деца травматизирани. И тоа е со големи предизвици, тоа се луѓе на вистина со посебни предиспозиции, морам да кажам, да чуваш туѓо дете и да го негуваш со љубов, тоа е, не знам,
голем предизвик за себе како човек. Да. Вие сега доправте вистинската тема или болка, малку ќе кажам, која што сметам дека е во нашиот систем за социјална заштита. Она што го спомнате како претходно детското село, да, ние како организација постојано зборувавме дека децата треба да бидат згрижувани во семејства и така натаму, меѓутоа тој процес и други организации и самото министерство значи го поддржуваше и они го имплементира. Меѓутоа и тоа целта е точно да дојдеме до момент каде што повеќе деца ќе бидат згрижени во згрижувачки семејства, а не во институции. Сега ние овој првиот дел го направивме, ги спозатворивме институциите, децата ги организиравме во тие мали групни домови, најдовме згрижувачки семејства, односно нели државата, министерството. Меѓутоа толку е, значи нашите капацитети се до тук. За да може нашава држава да обезбеди такви високи стандарди, како што се барат и од Обединетите нации, и УНИЦЕФ исто така ги промовира, значи мора да се направат некои драматични промени, законски измени, промовирање на згрижувањето, за да можеме ние да имаме такви ресурси за згрижување на деца. Значи во моментот кај нас има 214 згрижувачки семејства. Во Србија имате вие во СОС детско? Ние имаме 13, може и подоцна да ви објаснам за сите програми. Добро, се извинам, нема проблем. Сакав овој дел да го објаснам, да. Значи во моментот има 214 згрижувачки семејства во Македонија. Значи 214 луѓе се грижат, меѓутоа не само за деца, туку и за возрастни лица. Значи во оваа бројка еден дел тука влегуваат и возрастни. Тоа се всушност лица и со посебни потреби за кои што нема кој да се грижи. Но овие тоа не го прават доброволно, они добиваат и помош од државата при тоа чување за трошоците за чување на тоа дете. Така, тие семејства. Вака сега, тие добиваат еден надоместок кој што е за детето. Значи, например, за едно дете, мислам, значи, за едно дете без родители се добиваат 13.000 денари, доколку еден згрижувач нели се нафати да згрижува дете. Меѓутоа, надоместок за згрижувачот, мислам дека доскоро имаше еден минимален, сега мислам дека е претопен во тој буџет, што значи за самиот згрижувач нема некоја финансиска компензација и голема мотивација, за жал, бидејќи ние го заговараме концептот дека да, за да бидеш згрижувач, треба да сакаш прв предуслов е да сакаш да бидеш со деца, така да сакаш да се грижиш за некого. Вториот предуслов е да имаш услови, значи каде да го правиш тоа, меѓутоа исто така и да бидеш ти финансиски стабилен за да можеш нели да се посветиш за грижата на тоа дете, да мислиш на неговите потреби и така натаму. Но истовремено тој треба и да работи, да заработува од кариера. Да. Тоа е исто како ние родителите со нашите деца, само плюс предизвик. Така е. Морам да го споменам моделот во Србија, затоа што сметам дека во регионот, значи во Србија се лидери во однос на тоа како го направија тој процес на деинституционализација и како го решија тоа. Значи тие имаат 4.500 згрижувачки семејства. Што значи на разликата на 7,5 милиони жители со 4.500 згрижувачки и ние со 200 е огромна. Процентот е огромен. Да, значи мислам дека 1:5 така некако, значи е многу голем. Тие имаат многу голема традиција во тоа, значи многу одамна имаат во згрижувањето и тие си имаат еден, значи мотивацијски пакет едноставно кој што ги мотивира луѓето да влезат во згрижување, им обезбедува екзистенција, им обезбедува здравствено, пензиско осигурување и така натаму и утре им обезбедува пензија. Затоа што знаете ако ќе станете вие згрижувач, тоа не е така ќе работам јас, ќе работам година-две или како да се запослите некаде. Значи вие кога ќе влезете, односно ќе кажам кога ќе донесете одлука дека превземате одговорност за живот на едно дете, вие веќе тука сте заглавени во таа приказна. Значи вие тоа сакате дете да го испратите на училиште, да го израснете, да го ожените и така натаму, што значи вие го посветувате животот на тоа. Заради тоа значи јас исто така и лично, а и мојата организација сметаме дека навистина државата мора да направи нешто тука,
за да обезбеди да има мотивирани лица кои што ќе сакаат да бидат згрижувачи. Креше под прашање ми искачат, ама не се баш пријатни. Па сега ќе видиме што можам да одговорам. Не за вас, затоа што сепак не сте вие во тој сегмент, но би бил благодарен кога би споделиле сознанија. Значи, слободно ја ве поканив да промовираме, да ја зголемиме свеста. Промовирањето на згрижувањето, тоа е дел од нашата работа. Значи, ние пред 5 години како организација донесовме една методологија американска, која што значеше како да се унапреди згрижувачкиот систем, односно како да им се помогне на згрижувачите, меѓутоа исто така и на професионалците во згрижувачкиот систем. И земавме лиценца која што ни траеше 5 години, сега обновивме за Македонија, да можеме да работиме. Во период од 3 години, значи, обучивме околу 100 професионалци, значи социјални работници првенствено по центрите за социјална работа, а исто така и околу 120 згрижувачки семејства. Сега јас не толку директно колку моите колеги имаа можност да се сретнат со многу згрижувачи од повеќе градови низ Македонија и да ги слушнеме и нивните проблеми, предизвици и така натаму и така натаму. Така да ние се обидувавме да ги вклучувавме прво ги вклучивме во таа обука, Pride се вика, методологија за поддршка на згрижувачите. Прво да им објасниме кои се нивните права како згрижувачи, да им објасниме дека они треба да бидат горди што се грижат за деца, дека државата треба да им биде благодарна и да најде начин како да им го признае тоа што го работат, бидејќи не е некои велат, знаете, ама тие треба да работат за љубов, не треба за пари да работат. Не е работата во парите, туку е во работата во стабилноста во еден дом каде што парите се потребни, треба да му купиш облека на тоа дете, школски прибор да му купиш. Кој ќе му го овозможи добро, државата дава буџет за детето, меѓутоа, знаете како во една институција да згрижуваш дете, знаете колку пари чини едно дете, сега точно не можам, меѓутоа многу пари чини едно дете во институција. 3 ги имам, знам. Сега, згрижувањето на едно дете во згрижувачко семејство, значи чини неколку пати поевтино. Нормално, значи, кога едно дете веќе дојде во вашиот или во мојот дом, државата ќе ви даде пари, ќе ви рече еве за храна, за облека и така натаму. Меѓутоа, нели она што државата на вас ќе ви возврати е тоа да се најде начин да се овозможи во Законот за социјална заштита да има повеќе типови на згрижување како што постојат во другите земји. Еве во новиот закон сега влеза една многу добра промена, роднинско згрижување на деца без родители, каде што сега, например, деца што изгубиле родител, да можат да отидат, кај баба, дедо, кај вујко, кај чичко и така натаму. Ете така, бидејќи претходно, значи ние со години зборувавме, беше никаква надокнада нити помош не добива блиските сродници, туку требаше детето да отиде во згрижувачко семејство или дом, па таму државата да троши пари да се тува тоа дете, наместо нели да се помогне доколку семејството економски нели не е моќно, подобро да се помогне да остане во средина нели која што е блиска до детето. Така да има сега некои позитивни промени во законот што се случија. И некако секако дека треба и понатаму да се случуваат, меѓутоа ова со згрижувањето е наш, како да кажам, фах во работењето. Имаме многу тесна соработка со Министерството за труд. Значи, не сте фокусирани само на СОС Детско село, вие сте фокусирани на еден цел проект на измена на општеството за подобрување на сево ова. Ај сега ја да бидам скептик и бидејќи мојата фела по дефолт треба да биде скептична, па дури и да звучи малициозно. Злоупотреби. Познавајќи го менталитетот на добар дел од нашите граѓани, за таа сума би продале родена мајка, камоли да не злоупотребат дете. Какви се системите? Јас сум бил и сведок, сум имал сведоштва каде што нормално не можам да ги пренесувам и така натаму. Се има институции каде кој тоа го прави, например деца со специјални потреби кои се злоупотребувани заради материјални средства, па дури од сопствените родители. Значи, ја треба да сметам дека луѓето не се совршени
и сметам дека не се совршени, дека знаат и да е злоупотреба. Кажете ми, какви се системите на контрола на деца згрижени во тие семејства, дека тие ја добиваат вистинската грижа, вистинската нега, дека не се злоупотребени, дека не се искористувани во било каква смисла. Дали ме разбирате што ве прашувам? Да, ве разбирам, секако дека ве разбирам. Секако тоа важи и за СОС детско село. Да. Вака, во однос на воопшто на згрижувачкиот систем, значи државата е таа која што има одговорност и обврска да го контролира тоа. Од државата се делегирани центрите за социјална работа кои што треба тоа да го прават. Мислам дека системот е зајакнат во последниве години. Ние како организација всушност повикавме еден консултант од Холандија кој што изработи стандарди за квалитет во алтернативна грижа. Алтернативна грижа значи всушност секоја друга грижа освен онаа во биолошко семејство. Значи стандарди, што значи тоа? Што треба да прави родителот, значи од аспект на здрава исхрана, вклучување во училиште и така натаму, колку пати треба да има контакт со социјалниот работник и така натаму, значи многу процедури и политики се направени во изминатиот период од кои што некои и ние, значи сме ги изготвувале или сме застапувале силно за да се направат, бидејќи нашата цел како организација, како што споменавте, не е само детското село, туку ние имаме една многу поширока мисија да направиме поволна правна средина за нашите целни групи, а тоа се децата без родители, млади без родители, социјално загрозени семејства, значи сите ранливи категории, значи овие кои што ги споменав, да законот, да заедницата има поповолна средина, поповолни закони за да можат тие да имаат еднакви шанси во општеството. Моето прашање, дали редовните средби и дали постојат редовни средби и дали постои се, иако пак велам, не е ова ваш ресор, ова е Министерство за труд и социјала, но еве како создание, дали е можеби најдобриот начин да се детектираат ако евентуално има некои аномали, сакани или несакани и се коригираат. Дали тие редовни средби се навистина редовни, не да речам контрола, туку едноставно социјалниот работник се сретнува со тие родители, тие луѓе и поразговара. Колку е тоа? Еднаш неделно, месечно, тромесечно, годишно? Не знам точно да кажам дали еднаш месечно или еднаш годишно, и сепак ќе кажам дека тоа е работа на државата, меѓутоа не е ваша работа, меѓутоа ние во тој дел, како што ви кажав, СОС детско село има една посебна политика која што се вика политика за заштита на деца. Еве како тоа го правите вие во ваш... Вие овдека имате колку десетина куќи, во секоја куќа има по еден родител, така рековте? Да, во две куќи има два брачни пара, моментално мислам дека се 12 семејства со 56 деца до 15 годишна возраст. Добро. Тие семејства не се оставени сами на себе, таму има редовно доаѓали психолог, психијатар, социјален работник, разговара. Да, ние во рамките, тука имаме еден објект во кој што е сместен стручен тим, значи од психолог, социјален работник, педагог, дефектолог. Браво. Од сите тие членови на стручниот тим всушност се задолжени за одредени семејства и ги водат тие семејства на некој начин, односно ги поддржуваат, да кажеме, иако исто така и Центарот за социјална работа има тесна соработка со овие семејства, бидејќи тие имаат загрижени деца од страна на државата. Меѓутоа, која е улогата на детско село, да објаснам? Значи, секое дете со поддршка на тоа стручно лице има индивидуален развоен план, односно заедно со родителот се прави план на хартија за тоа дете. Значи, на што треба да се обрне внимание, дали треба да му се подобри успехот во училиште, дали ќе се вклучи во спортски активности. Тој развоен план се прави за минимум 6 до 12 месеци и на месечно ниво заедно се проверува и со представник од центарот и од страна на стручно лице од детско село. Ова би требало секој родител да дојде. Ова е добре дојдено. Кај бевте што не кажавте вака кој ги имав ситни мали за помоши излудени родители.
Понатаму, значи се прави проверка на секој 3 месеци се прави проверка на згрижувачот. Значи така. се прави проверка во семејството. Значи некаков значи скен. тоа? Па, например, дали е добра хигиената во куќата, така, одлично. дали има што има во фрижидерот храна, дали има доволно месо, дали има сирење, витамини за децата оше, дали децата редовно одат на лекар, дали децата се вклучени во спортски активности. Одлично. Значи, и се дава оценка всушност на редовно ниво за тоа како се грижи некој, односно згрижувачот за тие деца. Меѓутоа, паралелно со тоа, освен значи што ни е фокусот кон децата, нас за сите овие години ни беше и се уште ни е фокусот, порано ги викавме СОС мајки, сега згрижувачи, значи кон згрижувачите. Бидејќи таа работа е многу тешка и тие исто така добиваат поддршка, ги вклучуваме во разни обуки, например како да се справите со предизвици во адолесценција, например некоја мајка нели почнала чувала неколку мали деца, сега тие растат одеднашка нови предизвици, нели во пубертет, како да се справи со тоа дете, па например може да има прием паралелно на мало дете во куќата, па треба да се подготви сега семејството, па заедно децата за влез на нов член на семејството. Кој одредува кај вас у СОС детско село? Како ги селектирате? Како ги преземате децата, одредувате и од каде? Државата. Значи, само државата е одговорна да одзема родителско право или да смести дете, значи да одземе дете од семејство биолошко и да го смести во некоја друга средина. Значи, дали во детско село, дали во социјалните служби одредуваат и ви велат, повелете ова дете вие треба да го згрижите. Дел од системот на социјална заштита. Значи, нашите ресурси, да ги кажам, односно се тоа згрижувачки семејства кои што имаат капацитетот да згрижат вкупно да речеме 60 деца, бидејќи ние тесна соработка имаме со центрите, тие имаат увид во тоа кое семејство, колку деца има, кои деца ќе заминат, кои деца може да се згрижат и така натаму. Ај прашање малце полабаво. Кажете ми, полабаво, како за кого? Денеска требаше да готвам, мич не ми беше лабаво. Како е во овие семејства? Родителот готви за сите деца или има некако заеднички оброк или како е тоа организирано? Заеднички оброк нема, како што кажав, децата живеат во индивидуални куќи посебни, каде што секојдневието е слично како во биолошко семејство. Одлично. Значи, мајката, згрижувачката си готви, ги прашува децата што сакате да јадете сега, секоја куќа е уредена на различен начин, децата учествуваат, значи, во одлуките понекогаш, нели, што ќе се прави, ги учат на разни вештини, помагаат во кујна и така натаму, така да целиот концепт е да децата се чувствуваат дома, да имаат родител, фигура со кој што можат емотивно да се врзат и да се чувствуваат дека имаат припадност, бидејќи другите дечиња околу нив ги доживуваат како браќа, како сестри и тоа им дава една поголема сигурност, нели, да не се разликуваат толку многу од другите. Тука во близина има и основно училиште, Даме Крапчев, поголем број од овие деца тука учат, така да блиску се во заедницата, интегрирани се, други деца доаѓаат. Како реагираат другите деца? Дали ви требаат посебни програми да, например, децата кои се од нормални семејства со овие во нивната комуникација, имате ли тука проблеми? Па видите сега, инклузијата е многу едно комплексно прашање на кое што години наназад се работи. Аз да го повлечам прашањево. Не, размислувам во кој сегмент точно да одговорам. Не мора точно да одговорите, господи Гапо. Скоро 18 години постои детското село, мислам дека заедницата, барем таму во Ченто до сега, доста ги има прифатено децата. Одлично. Деца доаѓаат на роден ден кај овие дечиња, тие одат на роден ден и така натаму и тоа, значи и многу се работи од наша страна, значи се поканувале наставниците од училиштето, родителите, значи за да фактички за да придонесеме таа инклузија да биде што подобра. Меѓутоа сепак, знаете, има и предизвици, значи нашето општество се уште има потреба да работи на таа свесност, да нема етикетирање на другите и така натаму, така да
не е значи се најсјајно, меѓутоа во голема мера, посебно во оваа заедница, и ние и на тоа работиме. Значи промовираме како да се прифатат, нели, различните од нас. Колку рековте постоите години? Па оваа година 19 години, наредната година планираме Јубилеј. Јубилеј 20 години работа во Македонија. It's a milestone. Да. Она што сакав да прашаме, во рамките на детско село за овие 18-19 години, ако сте имале и деца што се вика едногодишни, тие станале и полнолетни. Кога го напуштаат детското село и што со нив? На почетокот ме прашавте по што е посебен концептот на детско село. Сега уште една посебно сакам да споменам тука. Траншан тема, да? Посебен е по тоа што освен што децата се згрижуваат во рамките на овие семејства до 14-15 години, значи оваа програма имаше програма за поддршка во 3 фази. Значи од која малку ќе се осамостојат, значи 14, 15, 16 години, зависи значи индивидуално, нели од развојот на детето. Имавме програма за млади, во кој што тие поминуваат од 15 до 18 години и веќе во последните 2 години таму се работи со нив на осамостојување, односно изајакнување на нивните вештини, да можат самостојно во домот, значи да пеглат, да готват, да перат, да можат сами да се снаоѓаат. Ги вклучуваме во разни обуки да можат да проценат дали се гледаат во иднина, дали сакаат да студираат, каде се ја гледаат иднината, перспективите и така натаму. Тоа не е лошо и обични деца да доаѓаат на добука треба. Да, и третата програма, која што е најважна за вашето прашање, таа велиме ние програма за полунезависно живење, каде што децата над 18 до 26 години ги вклучуваме во таа програма. Тоа значи дека после 18 години им помагаме, значи да се осамостојат на повеќе начини. Морам да кажам дека таа поддршка во минатото беше многу посилна, поинтензивна, меѓутоа со тоа што државата сега засили одредени мерки, значи ние моравме тука малце да амортизираме, па заедно користејќи ги мерките и на државата и нашите, значи им помагаме да се најде стан, да се бара работа, доколку на пример има некои кои што имале предизвик во не завршиле средно училиште, им помагаме да го дозавршат средното училиште, да направат одредена преквалификација, да земат некоја диплома, например, за, не знам, за физиотерапевт или за нешто слично со кое што ќе може да барат работа. Со компаниите имаме соработка која што може да биде и многу подобра во однос на тоа, ето, ако им требаат одредени профили, ги препорачуваме децата. Имаше една иницијатива пред неколку години и мерка на минатата влада, која што беше многу добра. Мерка Д10, значи запослување на деца без родители во државни институции, значи како мерка за поддршка всушност, нели, за да можат децава полесно да се снајдат. Голем дел од децата сакаат да студираат, што излегуваат од СОС детско село. Тоа е исто така добро, меѓутоа и благодарение на мерката што ја има државата, каде што децата што студираат добиваат финансиска помош од страна на државата, што им помага, нели, да најдат стан, да можат да ги покријат тие животни трошоци. Така да, значи и после 18 се до 26 години, значи имаме лица кои што се ментори, така да кажам, кои што се во постојана комуникација и повторно индивидуално развојни планови за тие млади, да видиме што им треба да им се помогне, дали им треба во образование, дали им треба работа и така натаму. Бидејќи во голем број, значи, млади од тие ќе се снајдат, меѓутоа некои на вистина имаат предизвици со тоа и не секогаш пак и заедницата, знаете, тоа знае да го препозна или го толкува поинаку, например, вели, јас му понудив работа, тој не е благодарен. Значи, да, тоа е така. Меѓутоа, нивната приказна е малку покомплексна, знаете. Кога ќе ви понуди некој работа за 200 евра, вие треба да живеете сам, да излезете, да најдете стан за 100 евра. Лесно ми е мене со 200 евра, жена ми ме издржава дома,
имам стан, имам фамилија, има кој и така натаму. И сега, тој не може за 200 евра да работи. Да преживее, не може да така. преживее. И затоа многу од нив се одлучуваат. Значи треба да плати кирија, треба да плати струја, режиски вода, трошоци и да му останат и за облека, за храна и за сето тоа. Така да ние тоа се обидуваме плата кај нас. И со работодавачите да им го објасниме тоа, значи на бизнес. Има ли разбирање на ова поле кај нив? Па има разбирање, значи сме нашле компании кои што имале разбирање или пак кои имале разбирање дека на пример понекогаш новие деца им треба малку повеќе време адаптација. Слободно можеш да ги кажеш компаниите кои ако сметате дека треба да се пофала тако, не, ќе си останеме вака, продолжите како општо. Па да, не би спомнувала некој за да не заборавам некои други. Меѓутоа да, има компании кои што нели запослуваат и деца со посебни потреби, па еве и деца без родители, значи има компании, меѓутоа во тој дел сакав да го потенцирам тој финансиски предизвик кој што го имаат всушност овие деца. И многу од нив се одлучуваат доколку не студираат да станат приматели на социјална парична помош повторно, затоа што таа е сега со новите измени од лани, мислам дека околу 9-10 денари, така? И тоа нив им помага да тој ја зима таа социјална парична помош, па да работи плюс нешто дополнително, да речеме, за да всушност ја обезбеди поголем приход отколку кога некој ќе го запосли. Сега минималната плата... Имате ли успешни приказни? Имаме многу успешни приказни, да. Ајде посочете ми, не мора нема да ги кажам име и презиме, меѓутоа... Ама еве кажете ми отприлика дете што отишло, што станало, каде, така натаму. Често пати се случува, знам то примери во светот дека се враќаат, па и они стануваат дел од системот, работат они со други деца и така натаму. Еве кажете ни некои позитивни примери, дајте ни надеж дека стварно заслужува планетава уште да обстои. Заслужува. Ајде да видиме. Само ние колку заслужуваме. Ние треба да докажеме дека ние заслужуваме, а како ќе го докажеме тоа еве со тоа што општо сите ние заедно. Да, ме разбрав, да. Па вака првата девојка која што излезе од детско село 2011 година, која што беше онака мотивација за сите, доби стипендија од ФОН и таа заврши таму безбедност, потоа магистарски студии. Потоа преку мерката помогнавме да се запосли во едно министерство, се запиша на уште еден факултет, значи втор факултет, втори магистарски студии и моментално таа сега пред 2-3 месеци замина всушност да работи во една наша амбасада како дел од тимот, бидејќи на вистина се ги изгради капацитетите. Друг пример, значи, едно момче... Малце вака, заради мојве. Бидејќи гледачи, бидејќи ние како народ не веруваме во самостојни успешни приказни. Стално треба некои врски политички, некои да те турка, тој е од таа фамилија, богата фамилија, функционерска. Ова што го кажувате е плод на нејзиниот труд, плод на нејзината работа, базирајќи на темелите кои вие ги поставивте. Па да, таа во голема мера, секако дека во најголема мера е заслужна за тоа каде стигна. Ние значи, секако дека и помогнавме, ја потурнавме и така натаму, нели? Колку што еден родител помогнал на секое свое дете. Но не можеме да кажеме дека била нешто посебно привилегирана, току напротив ова е резултат на низиното 2 факултета, 2 магистарски студии, тоа е голем успех. Да. Тоа значи се работи за личност со голем интелектуален капацитет. Па еве она е вака како една вака посебна приказна, неза и многу ја познаваат, веќе доста е таа изборувала, таа стана и наш промотер, значи на многу настани зборуваше за нашата работа, некако се сакаше да возврати, нели да помогне исто така на организацијата, не спојувала со компании, со донатори и така натаму. Па едноставно, таа секогаш велеше, значи ја ова немаше денеска да бидам, ако не бев таму во детско село во тоа семејство, едноставно така што ми помогнавте да го откриам својот максимален потенцијал. Бидејќи кај неа имаше потенцијал, меѓутоа таа била претходно во 11 октомври. И таа таму немала такви можности, значи како што ги доби во СОС детско село. А емоционалните?
Еве збориме овдека за интелектуални оспособување и тоа е тоа за преживување. Но сепак ние не сме само тело, ние сме и дух, а духот бара љубов, бара нежност, бара разбирање, бара една емоција и така натаму. Кај емоционалната поврзаност, ќе ви кажам друга приказна на едно дете Мартин. Значи, тој толку беше поврзан со неговата мајка од детско село. Значи, една релација каде што отворено советување за се, и, значи, на вистина една многу блиска емоционална поврзаност, како што велите вие, што него му помогна да донесе одлука која што не се чувствуваше сигурен да ја донесе, излезе една можност за стипендија во, како се вика, тие обединети колеџи, европски обединети колеџи во Коста Рика, тоа е исто така некоја франшиза, и испадна можност за него, односно за едно дете, бидејќи тој беше така многу капацитетен, едно умно момче, добар по математика, по јазици и така натаму, и всушност се предложи да тој да оди во Коста Рика. За да донесе таа одлука, тој така доста беше несигурен и мајката, со која што кажав, имаше многу добра релација, му помогна. Замина, таму беше 2 години, значи она во средно училиште, 3-та и 4-та. Многу од Кога чувствителни заврши години. Да, во многу чувствителни години, меѓутоа Скајпов помогна така. некако таа дистанца, Браво. тоа да се надмине. Меѓутоа, после тоа неговата приказна, значи, после завршување на тој коледж, кој што е доста реномиран очигледно, тој аплицираше низ цел свет по универзитети. Мислам дека од 7 универзитети од Америка му потврдија дека е примен. Тој таму на крај бираше кај ќе отиде, и отиде во тој Мекалистер, мислам, универзитет. Пред 2 години или 3 веќе 2 години дипломираше, вака и на Facebook се пишуваме кога ќе дојде, и тој ми се јавува и на мене и на некои други колеги. Мајката секако ја посетува. Значи имаше специјална акција кога он требаше да дипломира во Коста Рика, значи како да го посети мајката од детско село. Значи ние моравме да организираме тука, да бараме начини како мајката да отиде да учествува на таа прослава. За жал, тука на дипломирањето во Америка не можеше да отиде, меѓутоа тој доаѓа сега секое лето. Сега е мислам дека е во Вашингтон, значи осамостоен, работи во некоја реномирана компанија, бидејќи навистина е капацитетен. Така да и он е една таква приказна која што, нели, он од старт имаше таква амбиција дека сака да излезе надвор. Неговиот брат пак беше повеќе по фудбалот, например, во таа куќа, па играше тука по некои спортски клубови. И брат му беше исто така? Па, знаете, многу деца без родители кои што се згрижуваат се, например, имаат и братче и сестриче, имаат сродници. Сме имале и семејства каде што се по 5 деца, сите се, значи, сестричиња или братчиња, така да тие си се поддршка на себе. Дали еве повторно не во дали често пати нели деца ќе ги изгубат родителите во несакани случаи и така натаму, но често пати ние сме сведоци дека родителите се откажуваат заради себични или икс други причини, се откажуваат од децата и тоа се многу трагични. После известно време ќе им дојде покаяние, па ќе се сретнат со децата. Како се носите со такви ситуации? Верувам дека сте ги имали вие слични. Па, точно е како што кажавте, од повеќе причини децата ги губат своите родители. Значи, тоа може да се економски причини, може да се, знаете, може да се причини кои што и не се по вина на родителот, нели? Може да е некаков хендикеп, психички, физички, родителите во затвор, родителите во странство отишле, злоставување во домот, насилство, значи има секакви причини заради кои што и губење на родителот, има и тоа. Така. Така да многу внимателно се постапува кога некое дете, нели, ќе дојде да се згрижи не само во детското село, значи и во некое згрижувачко семејство, тоа многу внимателно треба да биде третирано, затоа што причините зошто е оставено, нели, многу се важни за како тоа треба да му се помогне на тоа дете.
Јас искрено да ви кажам, порано знаев доста од приказните, меѓутоа после некое време разбрав дека можеби е подобро само оние кои што директно стручните, кои што работат со децата да ги знаат со приказните, бидејќи да, бидејќи тоа се навистина тешки приказни кои што треба секојдневно всушност нашите вработени да се справат со нив, згрижувачите. И она што исто така организацијата го обезбедува да дава и супервизии за вработените и за згрижувачите. Тоа всушност значи можност за користење на часови кај психолог, психијатар, за да можеш да разговараш она што те мачи на работа, со што се полниш, бидејќи се полниш постојано со туги судбини, со туги приказни и колку не да се... Не сте ли вие изолирани од тоа? Лично па, вие? Не сум, не. Да, многу сум имала лични контакти, посети во семејства, кои што секако дека ве допираат, знаете, или некоја приказна, значи каде што имате едно семејство каде што мајката постојано деца доаѓаат, значи 5 деца се згрижени во детско село, значи таа постојано доаѓа, постојано секое ново дете е згрижено во детско село. Дури јас кога почнав да работам во оваа организација, малку се шокирав од тоа, си реков, па каде живееме ние? Бидејќи дури тогаш имав можност малку подлабоко да се уверам дека во многу урбани средини, секако и во овие рурални повеќе многу блиску до нас има такви судбини и такви семејства, да некој да ми раскажувал, можеби немаше да можам да поверувам. Така да, кога ги посетувам и колегите во програмите кои што работат, значи ние имаме 2 советодавни центри кои што работат со социјално загрозени семејства во Шуто Оризари и во Гази Баба. И таму работиме конкретно, значи со вакви семејства, приматели на социјална парична помош, еднородителски семејства, значи самохрани мајки или многодетни семејства, значи семејства на кои што навистина им треба помош. И кога ги слушам тие приказни, често значи сум имала можности сама, меѓутоа самото тоа како го доживуваат вработените, нели? И вие го доживувате на некој начин, и вие можете да доживеете приказната каде што ви кажуваат дека одат во семејство, мајката е постојано, да речеме, бремена, има мало дете, има едно поголемо дете и тој циклус постојано трае. Значи, тој циклус постојано трае. Тоа малото дете доаѓа, го одземаат од центарот, таа е повторно бремена, има едно дете кое што и помага низ домот и тоа постојано трае. И вработените кои што, знаете, се враќаат, плачат и викат детето, значи, трчаше по нас. Значи, детето сакале, нели, да некој да му помогне, меѓутоа тоа, нели, работа е на центрите за социјална работа. Тие исто така се трудат во тие семејства каде што навистина децата не треба да живеат во такви семејства, нели, да ги префрлат во други облици на згрижување. Значи, дали е тоа згрижувачко семејство и така натаму. Ама затоа на она што го зборував преска, за да можеме на сите деца да им овозможиме сигурна и себена средина, мора да се работи, значи државата мора да работи на некои реформи за да има што повеќе згрижувачки семејства или други облици кај што ќе можат овие деца да бидат згрижени. Понатаму ми има допрено една приказна многу интересна, ви ја кажам, од едно ромско семејство. Приказната не е толку жална колку што ми беше освестувачка, бидејќи ромите, има доста роми кои што згрижуваат деца. И ова ромско семејство, значи, имаше своји сопствени деца, и услови за згрижување на тие деца, и згрижуваше други 2 дополнителни деца. И сега, со таа методологија Pride, кој што јас ви ја споменав, американска, ние требаше, како организација, да помогнеме како подобро да се грижат за децата, згрижувачите, професионалците и така натаму. И сега ние велиме како на овие семејства, па тие више 15 години се грижат за деца, 20 години згрижуваат деца, сега ние како
ќе ги едуцираме одново доколку нели немале некоја обука од старт, иако државата нуди некоја обука, меѓутоа навистина сметаме дека тоа не е доволно. И така ние заедно со донатор кој што нели финансираше таа обука да се спроведе низ цела Македонија, 120 семејства да поминат таа обука, професионалци, сакаше да посети неколку семејства и ето заедно отидовме во едно семејство во Шуто Оризари, значи со 4 дечиња и сега сопругот. Таму и сопругата на вистина, значи семејство кое што можам да кажам каде што можете веднаш да видите дека децата се среќни, дека добро се грижат за нив, дека има добри услови и сега таа холанѓанката го прашува со преведувач тука, вика како на вас ви се бенди со обуката во која што учествувате и сега ние си велиме се што ќе одговори човеков пред донаторов и така. Тој вака одговори. И вика прво јас сум толку заблагодарен. Така. Вика толку сум благодарен прво некој што се сети на нас грижувачите да не покани. Ние бидејќи ги организиравме надвор. Да ни објасни некои работи и сега вика јас знам како подобро да се грижам за овие деца. Знам дека кога ќе ми се јават од Центарот социјална работа, дека јас имам права, значи да згрижат, дека можам да им кажам во ред, ќе почекате, ќе дојдам јас, ќе ми објасните за детето, ќе дојдам дома на моето семејство, ќе му објаснам дека ќе дојде ново дете, на моите дечиња ќе му објаснам, ќе се го подготвам семејството, за да за тоа дете кога ќе дојде ние што подобро го пречекаме. Значи, со многу едноставни зборови, тој ги кажа тие неколку само реченици, за да после тоа, значи, таа организација која што ни помогна, тој донатор ни рече, вау, значи, ние не очекувавме дека всушност, значи, промена во свест е најтешко да направиш, затоа треба време и години. Бидејќи знаете кај нас сместувањето за жал немајки каде понекогаш интервентно се случува. Меѓутоа тоа не е секогаш во интерес на децата. Најдобро е да, нели, тоа семејство кое што треба да прими дете, да знае, да се подготви, значи сите страни да се подготват за да биде што помала траумата за детето. Сега ние мислиме тоа едноставно е, подобро е побрзо да го сместиме некаде, меѓутоа самото негово разбирање дека он само со неколку потези може да направи приемот на тоа дете да биде подобар за него и за неговото семејство, онака беше едноставно убаво чувство дека и овие згрижувачи кои што толку долго време се грижат имаат можност и да научат и сакаат да научат како подобро да се грижат за деца. Јас ќе ве замолам сега да направиме една кратка пауза, па ќе го продолжиме разговорот. Во ред. Господјо Капо, кажете ми за овие 20 години во македонско СОС село, македонско село, македонско СОС детско село. СОС детско село. Колку деца помина, израсна, вака помина чисто? Рековте дека во овој момент, како беше статистиката? Ви имате толку, во цела Македонија има толку згрижувачки семејства. Потсетете ме малце статистика. Во моментот има 214, кај нас ние поддржуваме 13 семејства во кои што се згрижени 56 деца, без родители и родителска грижа. Значи околу 260-70 деца. Меѓутоа имаме уште 4 објекти кај што се згрижени млади без родители, значи тие се деца, меѓутоа средношколци да кажам, значи на 4 локации во Скопје, таму имаме уште 28. Така. Кои што ги поддржуваме и во таа програма што вие споменав за поддршка на млади без родители над 18 и таму моментално околу 30 млади поддржуваме. Уште малце за статистиката, па да идеме за програмите, ме интересира. Бидејќи тоа е очигледно клучно во цела ова работа, тој ноу-хау, тие програми. Кажете ми, колку вкупно деца за овие 20 години
јубилеј, паралелен, толку јади бурек вози емисија. Деца без родители се 200 деца. Деца кои што сме ги поддржале преку програмите за социјална превенција, значи јас не успеав можеби да објаснам главниот фокус на нашата работа, значи згрижување на деца. Работиме социјална превенција, значи да превенираме децата да бидат напуштени и работиме со млади до 18, над 18. Ама пак не разбирам, колку деца помина кај вас? Деца без родители 200 деца. За овие 20 години? Да, 950 деца поддржани во рамки на социјално загрозени семејства, 400 кои што сме ги поддржале до сега. Значи бројката е скоро до 1000 деца таму, 200 деца без родители. За време на бегалската криза исто бевме активно вклучени, значи 2 години и нешто, значи на 100.000 деца им имаме дадено некаков тип на поддршка што поминаа низ Македонија во тој период. Значи имавме во Табановце и во Винојук, во Гевгелија, значи имавме наши стручни тимови и поставени контейнери преку кои што работевме. И исто така работиме во се поинтензивно во делот на поддршка на младите и преку разни проекти. Во изминативе 4-5 години работевме со околу, или точно со околу 450 млади, значи кои што се во социјални ризици, ама им треба помош да се вработат или да им се зајакне вработливоста, исто преку поддршка од разни обуки и така натаму. Програмите што ги зборите? Па да, всушност ние имаме како 3 главни области, значи грижа, програмите, да. Значи во рамките на социјалната заштита тоа се вика алтернативна грижа, меѓутоа поедноставно тоа се всушност згрижување на деца. Имаме програма за поддршка на згрижувачки семејства, тоа е ова детското село, тука се 56 деца. Програма имаме за социјална превенција и таму имаме 2 советодавни центри. Во рамките на таа програма, едниот е во Шуторизари, другиот во Гази Баба, ги споменав. И во рамките на таа програма исто така, тука еве малку да дадеме фокус и на овој дел, во тоа, во поддршката на социјално загрозените семејства. Скоро исто така во некој разговор додавме до тоа дека многу и компании и граѓаните на пример помагаат на социјално загрозени семејства и тоа каков е нашиот пристап. Па морам да кажам дека и во тој дел имаме еден многу уникатен пристап, иновативен, барем до сега тоа беше така. А тоа е? Тоа што имаме холистички пристап за поддршка на едно семејство. Што значи холистички пристап? Тоа значи дека се обидуваме да му помогнеме на повеќе начини или во повеќе области. Например, во едно семејство се оди и се прави увид што му треба на тоа семејство. Значи, прво, ако семејството доле нема кревет, нема тепик, значи базични работи, значи прво гледаме некако материјална помош, така, значи да му се помогне да се создадат некои нормални услови за живот, па посебно ако има деца во тоа семејство. Понатаму помагаме со психосоцијална поддршка на децата, на родителите. Што значи тоа? Тоа значи медицински лица, не, неуропсихијатри, не, тоа се психолози кои што работат со родителите. Јасно. И ги проценуваат и капацитетите на родителите за да се исто така да се направи план како ова може семејство да излезе од оваа ситуација во која што се наоѓа. И поддршката на тие семејства е на пример помеѓу 1 година и 3 години. Значи тоа е многу работа и посветеност. И треба многу трпение за да се дојде до резултати. Значи, секако дека секоја помош што се прави од граѓаните, од компаниите, од државата, многу значи за тие семејства. Меѓутоа, за да тие семејства навистина се поместат едно ниво погоре или да почне некакви приходи да доаѓаат тој семејство, да се сменат условите, навистина треба многу посветеност. И сега што прават нашите тимови во тие советодавни центри? Значи со семејството склучуваат договор и велат: ние сакаме да ви помогнеме, меѓутоа вие мора да учествувате во тој процес. И вие мора да имате одредени обврски во тоа.
Значи прво ќе им помогнеме, еве да речеме, ако треба материјално да се помогне една соба да се направи така натаму. После, например, ако треба здравствена поддршка. Ние како организација не сме експерти за се, не знаеме се, меѓутоа конкретно во општините во кои што работиме во Газибава, таму имаме една платформа која што ние иницииравме, значи партнерство со други невладини, со општината, со амбулантата и така натаму. И сега што не можеме ние, одма ги преупатуваме на други или бараме помош од некој друг. Значи ако треба некоја здравствена услуга, правна помош, има организација која што нуди бесплатна правна помош. Ова е програма за поддршка за... Да, значи таа ни се вика нас зајакнување на семејства. Зајакнување за семејства. Да. Другата програма? Другата програма е програма за поддршка на млади. Таа веќе ја кажав, таму се млади без родители до 18 и над 18. И што значи третата беше со згрижувачките семејства, социјална превенција, значи социјално загрозени семејства и млади без родители или пак млади во други социјални ризици. Значи тие ни се главните три програми кои што работиме, меѓутоа за време на бегалската криза, значи се вклучуваме за време на поплавите, значи отвараме нови пунктови или проекти, значи кога има потреба од интервентна помош. Она што мене сега ме насочува е клучната работа. За да условите во животот на овие деца бидат на повисоко ниво, и општеството и економијата треба да бидат. Ние знаеме какво е нашето ниво и на тоа никој не може да иде. Но и државата има многу ограничени ресурси што се однесува до таа помош која може да ја пружи и таа е ограничена. Често пати слушаме донаторски конференции и така натаму. Како ги финансирате вие овие проекти? Како и дали има учество од секторот стопанство, приватни бизнисмени, компании, дали учествуваат и како помагаат и на кој начин? Збориме за донаторство, ова е клучниот последен дел, за да, нели, све ова вие што сте го оствариле, чини пари. Тука не можеме да збориме за нешто од воздух. Значи, храната, поддршката, материјални средства. Овие се многу скапи програми, посебно директното згрижување на деца. Да, како што кажавте, ова све да се направи, не можеш да го направиш сам ако немаш поддржувачи, пријатели, донатори и така натаму. Нашето финансирање е комбинирано. Значи, како дел од интернационалната мрежа имаме можност, нели, од таму, меѓутоа во локална заедница, бизнис заедницата исто така ни е многу значајна и без нашите пријатели, например, компании од бизнис заедницата, многу активности не можеме да реализираме. Ова е спотот што го гледав и во Синеплекс, нека го прикаже, не мора да иде со тон, нека иде вака, додека вие го објаснувате каква е вашата синергија и соработка со компаниите. Дај го ова у кадар, слободно, без тон. Значи, како што кажав, нашата работа е хумана, благородна, но и тешка и без поддршка од другите не можеме да ја завршиме. Значи, не е она само државата нека даде. Не може, невозможно. Значи, не, тоа е невозможно. Како што кажав, ние аплицираме и на проекти, државата почна да не помага пред 2-3 години, меѓутоа ние мораме во нашата локална заедница, како дел од оваа интернационална организација, да си најдеме модел на самоодржливост. А како ќе го најдеме тоа само доколку и граѓаните, и заедницата, и компаниите ја поддржуваат нашата работа, нашата мисија. Сега еве конкретно ќе ја споменам, нели вие рековте можам да споменам компанија, така. Значи Веро компанијата, која што ни е подолгорочен соработник, партнер. Моментално имаме една кампања која што се вика Back to School, значи за поддршка на децата без родители и родителска грижа. И благодарение на таа кампања се надеваме дека ќе се овозможи вклучување на поквалитетна образовна поддршка на овие деца и млади кои што се поддржани од СОС Детско село. Значи, кампањата се спроведува во сите маркети на Веро, исто така и џамбо продавници, ќе трае до 15 октомври. Чекај да ја видам, ова е плакатата, малце да ја разбереме, зборите декларативно, но
Така, знаете, да. тој јазик е Да. убав вака, Да. нели, вие што сте, ние што сме од страна, малци и не го разбираме. Па да, оваа кампања каде што сакаме да ги посетиме граѓаните. За секој купен ранец донирате 30 денари. Значи, кога на детево идам и ќе му купам ранец, де факто донирам 30 денари за СОС детско село. Да. За секој купен училишен прибор не се донирам 10 денари и за секој молив донирам 1 денар. Значи, на она што си го купувам за моето дете, автоматски им помагам кога купувам во Веро ова, им помагам, ви помагам и вас. Па да, тоа баш Многу едноставно, значи. Да, добро го објаснивте, што значи дека освен компаниите кога директно донираат, знаете, со компаниите се обидуваме да правиме различни активности и кампањи каде што ќе може и граѓаните да се вклучат. Затоа што на ваков начин, нели, кога многу помагаат помалку, може да се направи разлика и промена. И всушност сега сите граѓани еве можат да учествуваат во оваа кампања и да придонесат со тоа што еве нели ќе купат нешто од маркетите на Веро или Джамбо и да придонесат во оваа кампања. Да, а гледам тука се и вклучени Унивел, Офис Плюс, македонска книга, Па да, предпоставувам дека тоа се нивните партнери, добавувачи кои исто така ја поддржуваат оваа кампања затоа што да. До кога трае оваа акција? Како вика, од 10.9 до 15, значи имаме доволно време. Побарајте ги посебно обележаните производи во Веро и Джамбо маркетите од школската програма и вклучете се во донаторската акција поддржана од партнерите на Веро. Така. Кажете ми, што очекувате? Прв пат ли е ова да го правите вака со Веро? Па да, со Веро ова ни е ваква прва соработка, така да очекуваме нели понатаму да продолжиме не само со Веро, нели со други компании, бидејќи она што нас ни треба како организација, ми тоа ќе кажаме не само за детско село, да, за сите организации кои што работат со деца со посебни потреби, со ранливи категории, значи најголем проблем е тоа што немаме континуитет, немаме сигурност. Тука имаме, кога имаме, знаете, адхок помош и донации, значи ова е убаво што ќе трае до 15, но после 15 исто така ви треба помош и понатаму, така? Па така не е, се да, завршено. да, знаеме. На крај моливите ќе се истрошат до нова година, па потребни се нови. Па затоа се надеваме ќе се најдете некоја друга компанија која што ќе поддржи нашава работа, значи ние имаме некои компании кои што со години не поддржуваат, значи ни ја даваат довербата, ги посетиле нашите програми, се увериле во она што го работиме, така да и граѓаните, значи се повеќе и повеќе имаме и граѓани кои што сакаат да не поддржат и затоа сакаме да го промовираме и тоа посветено индивидуално донирање од страна на граѓаните исто така. Како е најдобро? Дали е најдобро донирањето на пари кои вие после ги насочувате или ви треба конкретна работа? Често пати викате, не знам, треба ова или треба она. Имате ли конкретно нешто што навистина ви треба или ви треба континуиран доток на средства за да може да им помагате во сите, бидејќи има тука многу сегменти. Дали се патики, дали се, знаеш, бидејќи ве разбирам. Ај треба чорапи, ај треба зимска јакна и така натаму, адхок, ама треба и кошула, треба мајца, треба долен веш, требало ракавици. И сето тоа сегментирано, па после, знаеш, и замара, па малце се разводува. Па да, ама не е само тоа, знаете, тука е и стручната работа која што е многу битна, не се гледа. Значи нас ни требаат и донации, значи ние си имаме нели листа на потреби, на пример во семејствата што им треба на децата, дали мебел, апарати за домакинство, бидејќи нели тоа исто така треба да се обновува. Но исто така знаете, треба и психолог. Значи треба некој да работи со тие деца, да. Повеќе пати. Да. Значи вие на вашата страна го имате ова светот на СОС суперхероите. Може ли малку еве вака како ќе дојдеме на вашата страна да ни објасните, влези во светот на СОС суперхероите? Па, ние имавме една посебна кампања за ова всушност е можност да индивидуално, значи граѓаните да можат да донираат. Значи да одлучат дали сакаат еднократно, значи минималната сума е 200 денари, или пак може би сакаат да бидат наш посветен донатор, значи на месечно ниво, каде што тие во континуитет би добивале информации за нашата работа, каде се насочени средствата,
би ги вклучувале во некои активности, бидејќи знаете во оваа наша работа, барем на вакви хуманитарни организации, едноставно некои трендови се во светот дека всушност донирањето од граѓаните е најголемиот двигател на промените и најголема помош, бидејќи компаниите исто така се многу важни, меѓутоа кај нас, да речеме, бизнис заедницата е ограничена и мала држава сме, во секој случај. Еве го најдов и ова конкурс за SOS мајка со можност за аплицирање. Значи, овдека вие и повикувате на соработка и како бизнис, како кариера градење воопшто. Па да, кај нас може да се вработи некој како згрижувач, како стручен соработник и така натаму. Има ли интерес? Па имаме интереси, да. Реално. Знам дека е тешка работа. Има ли интерес? За згрижувач е најтешко. Најтешко, да. Најтешко некој да се согласи да работи, да се грижи за повеќе 4-5 деца. Тоа треба да живее таму 24 часа со нив или доаѓа како работно време? Не е тоа работно време, тука едноставно како зборевме претходно згрижувањето е како семејство треба да живее, може да живее во сопствена куќа доколку има услови, значи тоа е опција. Не, зборам кај вас во SOS детско село. Па кај нас, да, во SOS детско село да живеат родителите во тие објекти, и ако имаме семејство, например, кое што не живее исто така, туку живее во сопствен стан. Но ова е покана за SOS мајка и во сопствените објекти да станете така. Да. Добро, разбравме кои сме ние, што работиме, како да помогнеме, новости ваши и така натаму. Прилично е едукативна и информативна вашата веб страна. Може секој да ја посети. Ова се вашите предпоставувам партнери. Тоа е една кампања, која што правевме со угостителите. А што значи тоа? Па исто така тие учествува еден период каде што тие ги означивме како места со срце, каде што дел од приходот и процент исто така одеше за SOS детско село. Меѓутоа сега за жал во оваа нова специфична ситуација, нели, со короната. Како ја поминавте? Па тешко како и сите. Прво од аспект да се организираме со план за менаџирање на криза секаде во програмите каде што се згрижени деца, значи првенствено да обезбедиме децата да бидат безбедни. Исто така и финансиски секако дека не засегна, затоа што бизнис заедницата првенствено е погодена така. Многу компании се погодени и загрозени од кризата. Сега пак искористам да се заблагодарам еве на Веро дека и покрај тоа што сега многу од бизнис секторот и некои други компании сепак одлучија, значи покажаа слух и во овој период на короната да не помагаат. Сега имаме еве консултации со некои околу образованието, значи поддршкава во лаптопиве. Што правите со децава, еве, лаптопи? Лаптоп нема под 30.000 денари, а се отиде на онлайн настава. Така. Сосема на кратко ја завршуваме емисијата. Навистина беше долга и информативна и ја ви благодарам, но да исцрпам што е можно информација. Ние сега правиме максимални напори да обезбедиме сите деца да бидат вклучени. Некои се со помош на локални компании, како Битолска млекара, други некои компании. Што Битолска млекара може да ви помогне за онлайн настава, не разбирам. Ќе ни донираат лаптопи. Така. Да. Значи бидете конкретни. Да, се извинувам, ќе ни донираат. Значи неколку компании. Колку ви се потребни лаптопи, еве, цирка, за сите SOS семејства и за селото и за ова? Колку имате околу 90. 90 лаптопи. Да. Така да и исто така аплицираме на еден хуманитарен фонд. Сега ваш го подготвуваме проектот, па да направиме комбинација, нешто обезбедивме, така да сега се мобилизираме за да сите деца да можат да имаат пристап до таа онлайн платформа, бидејќи беше многу тешко претходно, нели, со еден компјутер, повеќе школски деца во едно семејство за да можат сите да ја пратат програмата. Компјутер за секое дете, проект кој беше пред 10 години требаше да биде во континуитет. Денеска ќе ги немавме тие
проблеми, ама кај нас кампања има, па нема и така натаму. Воопшто, не само вие, збориме и многу родители. Па да, точно. Многу родители. Сега, многу семејства имаат предизвик Јас со го тоа. имам 500 евра е 30.000 денари, веќе ги нема ефтините, се разграба. А мораме да работиме така и се наоѓаме и во една ситуација, затоа и имам разбирање за вас, затоа што знам како ние и нам. Имате вие своји деца? Да, јас имам 2 сина. Така. Да. Дали вашите деца биле во СОС селото, вие кај што работите? Дали имаат средба со овие деца? Едниот син бил во посета, да. Меѓутоа, да, другиот не бил. Повеќе како подршка сега во некои активности, тие се веќе возрастни. Возрастни се, добро. Да. Кажете ми уште на факултет, така. Так. Кажете ми уште ова повторно за корона кризава, веќе мириса дека ќе имаме уште еден глобален локдаун, карантини и затварање. Чувствувате ли последици кај децата од овој страв кој го посеавме вака глобално, да се плашиме за собствените животи, бидејќи самиот чин на полициски час е сам по себе многу травматски. Ако не го чувствувате тоа, ќе го почувствувате за неколку години, ќе имате сериозни проблеми и вие лично, и ако зборам вие, зборам на целата популација, а камоли децата. А ни се спрема уште една тешка зима, каде што повторно цела планета ќе импровизира без никакви резултати, како и досега. Ја извините, малце сум циничен, ама немам за што да се подправам. Тешко не погодува сите сега, и не знам, психолозите зборуваат дека што велат вашите стручни? дека последиците ќе ги видиме многу наскоро. Конкретно, например, во семејства за детско село, каде што знаете имате по 4-5 деца дома. Значи, одеднаш сите оделе на училиште, сега 5 деца, ви се 24 часа за време на карантин, така да мора да бидете цело време многу иновативни, како да кажам, како да ги ангажирате децата. Не може да излезе надвор, нон-стоп се затворени. Не може да се социализира со други деца, стануваат малку поанксиозни, тоа може да носи до конфликти и така натаму, така да тие треба се ние мораме сега да ги предвидиме сите овие предизвици, да видиме како ќе ги пресретнеме, што ќе значи, немате искуство, немате на што да се повикате. Долгорочно што ќе значи за сите генерации, значи не само за овие деца, нели, што велите и за моите деца и за вашите деца. Моите се повозрастни, меѓутоа влијаеше на нивната социализација. Едниот мој син е пејач. Значи тој сите овие месеци едноставно не може да се чувствува вклучен и корисен затоа што работи во операта, таму не може да пее во хор, има бенд, свири во бендот, пее во друг хор, значи сите тие активности му се оневозможени. Да излегува му е невозможено. Еве гледам, имате убав прекрасен спот кој го видов во Синеплекс, а веќе најверојатно дека се ова последните денови на кината во светот. Ниедно кино веќе до година нема да го преживее ова и цела филмска индустрија и киноиндустрија ќе пропадне. Ќе пропадне, буквално ќе пропадне, нема на што да се одржи. Нема на што да се одржи. Цели гранки ќе ги сега видиме. Да се надеваме дека можеби нема да оди дотаму, ние сепак мораме да ги користиме, да ги слушаме препораките, да носиме маски, да се однесуваме одговорно за да го превенираме ова што вие велите дека може да се случи. Да, знаете како, само има една работа, за да имате вие добро здравство и да имате средства, треба да имате добра економија. Од воздух не ви доаѓаат средствата, а ние, например, цел сектор ни е уништен. Култура, туризам, едноставно не постои. Не постои и ќе ви биде многу тешко со многу предизвици. Дали годиниве може да забележите, ме интересира како последно прашање и го завршуваме разговор. Дали бројот на деца без родители се зголемува или намалува? Се зголемува. Катастрофа. Се зголемува затоа што во овие ново општествено уредување, за жал,
многу предизвици има Госпоѓо Гапо, социјални, немој да ми ги економски, оправдувате. секакви и така натаму. Немој да ми ги оправдувате. Не ги оправдувам, Ова меѓутоа е да, поетски кажано падот расте. на цивилизацијата. Да, јас на почетокот ви кажав дека на светско ниво се 220 милиони и се повеќе некако расте бројката на деца на кои што им треба помош, па исто така и кај нас. Има ли разлика во социјалните, во етничките, например, од одреден етникум да има повеќе и така натаму? Најмногу има деца од македонска националност. Од македонска националност. Да, кои што се без родители. Значи, ќе ве замолам да ме поврзете со некој социјален работник или постручно лице со кого би поразговарал зошто се случува ова што се случува кај нас во нашето општество. Сигурно во свет. Да. Ме разбирате? Да. Ја ви благодарам. Ви ја давам на располагање мојава емисија секогаш за што ви треба. Ги поканувам гледачите да отворат страната, да дирнат и да видат дали можат да помогнат, а ако ништо друго, барем да си смират совест, купите едно ранче, ќе донирате барем 30 денари на таков начин, ако купите од Веро или од Джамбо. И браво, ви честитам вам и на тимот најтешката работа. Знаете зошто е мојот восхит? Затоа што ја немам сила, имам сила, туку траумите после не можам да ги носам, да дојдам, дури кај вас јас да отидам и интервју да направам. Им честитам на моите храбри и емотивно стабилни колеги кои ве поддржуваат. Ова што го направивте таму каде што сте вие професионалец, сепак ни помогнавте други да слушат нашата приказна, да помогнат нашата мисија. Тешка мисија е. Најтешка можеби во свет мисија заедно со лекарите кои помагаат на деца. Ви честитам и се надевам пак ќе се видиме. За крај сакам да ви го подарам овој привезок. Што е ова? Па, ова е една кукичка, тоа е рачно изработено, некогаш децата изработуваат, некогаш всушност тоа најчесто е од волонтери, меѓутоа символизира топол дом, грижа и сигурно за секое дете. Метровна. Тоа сака да кажа. Прекрасно. Да. Ми направивте вистинска чест што бевте вие, СОС Детско село, гости во емисија. Секое добро ви посакувам. Благодарам, Јанко. Лека ноќ и пријатно, драги мои пријатели и пријателки.